вечер, 20 часот, време за вториот дневник на Канал Плюс. На почеток кратката најава за настаните на денот. Македонија една недела се справува со последиците од големото невреме кое однесе човечки живот и предизвика огромна материјална штета. Состојбата полека се нормализира. Над 300 барања за субвенции поднесени во подарачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани. Барањата се однесуваат за предадена оризова арпа од минатогодишната реколта. Од утре почнуваат богородичните пости. Овие пости секоја година започнуваат на 14 август и траат до 28 август. Македонија една недела се справува со последиците од големото невреме кое однесе човечки животи и предизвика огромна материјална штета. Природата покажа заби, но државата ги активираше сите капацитети за помош на погоденото население. Институциите се целосно мобилизирани, механизацијата го расчистува теренот, армијата ја презеде контролата, земјоделските власти и Агенцијата за храна и ветеринарство се справуваат со отстранување на угинатите животни и прават проценка на штетата. Здравствените власти се распоредени и не дозволуваат да се шират заразни заболувања. А владата пак реагираше брзо за да му помогне на местното население. Семејствата од најпогодените подрачја ќе добијат авансно обештетување со 100 милиони денари како итна потреба. А денеска се одбележуваат 15 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор со кој се постави крај на воениот конфликт во Македонија во 2001 година и се постави рамка за меѓуетнички соживот. Денеска се одбележуваат 15 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор со кој се стави крај на воениот конфликт во Македонија во 2001 година и се постави рамка за меѓуетнички соживот. Преговорите започнаа во Скопје, а потоа продолжија во Охрид, каде завршија со парафирање на документот на 10 август. 3 дена подоцна, на 13 август 2001 година, во председателската резиденција на Водно во Скопје, рамковниот договор го потпишаа тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски, поранешниот председател на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Ѓоргиевски, председателот на ПДП Имери Мери и тогашните председатели на СДСМ Бранко Црвенковски и на ДПА Арбен Џафери. Договорот овозможи поголеми права за помалите етнички заедници во Македонија, а по повод годишнината од потпишувањето на договорот, секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор денеска на Попова шапка организира конференција на тема Охридски договор, предизвик и гаранција за ингеренција. Продолжуваме со регионалните информации. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа во текот на месец јули од реколтата во 2015 година до 11 август поднесени се вкупно 309 барања за субвенции. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јулија со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта. Оризопроизводителите од Кочанскиот производен регион секојдневно ги комплетираат документите за пријавување во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа во текот на месец јули од реколтата во 2015 година. Од подрачната единица на Министерството во Кочани истакнуваат дека до 11 август се поднесени 309 апликации за добивање дополнителни субвенции за предадена оризова арпа кај откупувачите. Од овде истакнуваат дека голем број земјоделци се интересирале за поднесување апликации, при што од понеделник се очекува поголема динамика во поднесувањето на барања за дополнителни субвенции, кога се очекува и подрачната единица на Министерството во Кочани да работи и со продолжено работно време, доколку има потреба од тоа. Со новата мерка, земјоделците кои имаат пријавено земјиште до 2 хектари на кое одгледуваат оризова арпа, ќе добијат 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм кај откупувачите.
Земјоделците со земјиште од 2 до 10 хектари имаат право на субвенција од 4 денари за килограм, а производителите со пријавено земјиште над 10 хектари на кое одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули е со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта. Оризопроизводителите по предавањето на залихите со целата документација до крајот на август треба да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство и да аплицираат за добивање на дополнителни субвенции за откупена оризова арпа. Ако се суди според моменталната состојба на лозовите плантажи, годината треба да биде рекордна според приносите, но и според квалитетот. Лозарите се надеваат дека добрите временски прилики ќе потраат до бербата, која треба да започне за помалку од 1 месец. За помалку од месец треба да започне годинашнава берба на грозјето. Лозарите задоволни од досегашниот вегетативен период и од временските прилики кои можне поволно се одразија врз квалитетот и родот на лозовите плантажи. Времето беше ладничко и развивањето беше покасно и така да после фана многу топло и нема доволно прикот и така да оваа година е малку послаб со а квалитет е добар. Иако во однос на лани, кај одредени површини се очекува намалување на родот, сепак се очекува да се наберат просечни околу 1000 килограми од декар. Не, лани скоро даде дупло, сега може едно 1000 кило под декар. Квалитетот е добар, има шикерни деници, има сега е супер. Да потрае времето и да, мислам, него да имат пад дошти, да се оправи, да биде малку по-топличко, за да може да оздрее. Добар род годинава има и ке трапезните сорти. Сега добра. Добра сорта. Да, тоа е Мишел и Кардинал. Роди ли добро година? Па добра, само вие дождевите треба да ги заштитиме, сега не сафлева некна падна 6 литра една ноќ од 1 до 40 да мора се заштитат, сега може да и фате молеци во 30. Бербата кога ќе започне на црни? Берба сега ќе 25 ќе почне. Ќе почнава прво да се бере савиньонот, бургунецот и траминецот. Во Штипско со берба на винските сорти грозје во зависност од созревањето на грозјето се очекува да се започне во почетокот на септември. Во овој регион има 3 откупни фирми кои ги прават последните подготовки за навремено прифаќање на пазарните вишоци кои ќе им бидат понудени од страна на производителите. Следуваат информациите од образование. Сите ученици од средните општински училишта во Штип кои во редовниот рок не полагале екстерно, тоа ќе може да го сторат на 19 и 22 август, а по кои предмети ќе полагаат по електронски пат ќе знаат 2 дена претходно. Екстерните испити пред крајот на учебната година веќе неколку години им задаваат главоболки на учениците. Сепак, според одлука на Министерството за образование и наука, тие се задолжителни и влијаат на конечниот успех на учениците. Без разлика во која година од конкретно средното образование, секој ученик без докажано оправдано отсуство одговараше на прашањата од предвидените предмети. Сепак, во дел од средните училишта во Штип, дел од учениците претежно поради здравствени причини не присуствуваа на екстерните испити. Јунскиот испитен рок од 650, околу 650 ученици, три ученика не дојдаа на тестирање, меѓутоа тоа се оправдано одсутни. Во главно се работи за болест која бара некој карантин. Еве имавме случај па и во главно се со сипаници деца кои не се појавија. Од гимназијата Славчо Стојменски дознаваме дека екстерни испити не полагале 6, а по 10 ученика во средните општински училишта Колен Ектенин и Димитар Мирашчиев. Сите овие ученици имаат шанса да полагаат во текот на овој месец, и тоа во петок 19 и понеделник 22 август. По кои предмети ќе полагаат по електронски пат, ќе знаат 2 дена претходно.
Во Делчево во изминатите 10 дена заврши активностите во чии рамки студентите од ОГД од Штип и Универзитетот Кирил и Методи од Скопје беа дел од летната школа за одржлив развој. Активност која се реализираше како дел од програмата за зачувување на природата. Студенти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Свети Кирил и Методи од Скопје во рамки на летната школа за одржлив развој во изминатите 10 дена во Делчево има можност преку излагање на професори на систематски начин да работат на темата зачувување на природата и одржлив развој преку интердисциплинарен пристап. Целиот тој концепт е швајцарски модел кој што професорот од Универзитетот во Цирик Флориан Кнаус го примени тука за прв пат во Македонија, при што сите засегнати области беа земени во предвид. Денешниот настан е презентација на завршната нивна активност, значи студентите пред општината, пред администрацијата ќе ги презентираат нивните видувања и предлози за приоритети за развој. Се надевам дека тоа ќе биде од корист понатаму. Општината може дел од нивните идеи да ги имплементира сама или во соработка со другите сектори на локално ниво. За студентите беше задоволство да се биде дел од овие активности, преку кои можеа да се видат дел од природните богатства на овој дел од државата. Овој дел од Македонија и целиот овој регион навистина има многу природни богатства и навистина има премногу можности кои што би било навистина жал да останат вака како што се. Што се однесува до проектот е навистина феноменален, учиме многу различни работи и навистина мислам дека треба да има многу повеќе вакви активности. Во рамки на програмата за зачувување на природата, во следниот период треба да се реализираат уште 5 приоритети, кои се дел од стратегијата за развој на туризмот во источно-планскиот регион. Исто така понатаму следува кампања за едукација, подигање на јавната свест за значењето на заштитените подрачја и паралелно со тоа оние завршни активности кои што се предвидени за оваа година. Инаку со овие активности практично заврши имплементацијата на првата фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, кој што е наменет за поддршка на активности за зачувување на природата и локалниот развој на Брегалничкиот регион. На почетокот на овој месец цревните инфекции се во значителен пораст. Во летните месеци ваквата појава е вообичаена, но тоа не значи дека станува збор за епидемија, бидејќи нема значителни разлики во бројот на деца со вирусни инфекции во истиот период лани. Лекарите исто така препорачуваат зголемена внимателност при летување во друга земја, бидејќи промената на климата и несоодветно припремена храна доведува до појава на цревни инфекции кај децата, особено кај бебињата. Временските услови, начинот на исхрана се причина за зголемен број на деца со симптоми на цревни инфекции. Во летните месеци ваквата појава е вообичаена, но тоа не значи дека станува збор за епидемија, бидејќи нема разлика на бројот на деца со вирусни инфекции во истиот период лани. Децата кај кои нападите за повраќање се повторуваат, истите се пропратени со покачена телесна температура, веднаш да се јават на лекар. Кога децата не доаѓаат со вакви повраќања, неколку повраќања, кога не е сериозно пореметена рехидрацијата на детето, кога не е сериозно пореметена општата состојба на детето и кога најчесто овие состојби се попратени без појава на покачена температура, алармираме со прекинување на храната, на секако вид на исхрана кај тие дечиња во првите 4 до 6 сата и поење со електролит. Или едноставно, ако немаме друго, имаме дома чај од нане, кој го смирува мешето и кој го препорачуваме да се дава постепено во мали порции на секој 5 до 10 минути по една лажичка со цел да се смири мешето кај детето и да не предизвикува након на повраќање. Лекарите исто така препорачуваат зголемена внимателност при летување во друга земја, бидејќи промената на климата и несоодветно припреманата храна доведува до појава на цревни инфекции кај децата, особено кај бебињата. Кога се оди на одмор, тоа се некои вонредни услови во кои се прилагодуваме ние заедно со дечињата. Децата испод година дена да не се хранат со она кое го припремаме дома. Дома апелираме на свежо припремени каши, на свежо припремени овошја. На бебињата во тој период јас преферирам да кажам дека е подобро да се купи готово, спакувано, соодветно припремено и чувано на соодветни услови, односно овие готови кашички и сокчиња кои ги има од најразлични фирми со прекрасни состави и кои би биле најсоодветна храна и најбезбедна храна за време на годишните одмори. Во овој момент на детското одделение со овие симптоми се хоспитализирани 11 деца. Најголем број од интервенциите се во касните вечерни часови и викендите.
Тројца штипјани во алкохолизирана состојба завршиле во полициска станица, а еден од нив добили 30 дена притвор, кои во ваква состојба правеле неред во кафе-бар, пошто интервенирала полицијата. Тројцата ги спречувале полицајците да се ја вршат работата, а еден од полицајците бил и нападнат. Во полициската станица еден од нив упатувал сериозни закани по животот на полицајците и по животите на нивните семејства. Судија на претходна постапка на АД и на ИИ им одредил мерка притвор во трајање од 30 дена, а на БЛ одредена му е мерка од куќен притвор. И пред вестите од светот уште една информација. Од утре почнуваат богородичните пости. Овие пости секоја година започнуваат на 14 август и траат до 28 август, односно до Успение на Пресвета Богородица. По својата временска должина, тоа е најкраткиот од 4 годишни пости и трае 15 дена. Богородичниот пост започнува в недела на 14 август и трае 2 недели до 28 август. Овие пости се најкратки и затоа за постање се одлучуваат поголем број луѓе. Богородичниот пост, кој е востановен во чест на празниците Преображение Христово и Успение на Пресвета Богородица, според типикот пропишан од Светата православна црква, се пости на следниот начин. Од понеделник до петок без масло, сабота и недела е разрешено на масло и вино, риба е благословено на празникот Преображение Христово. Да се посвети поголемо внимание на духовниот отколку на телесниот пост, подсетуваат свештениците. Правило на пост кој што е припишано од страна на Светата православна црква не е општо важечко за сите, може да биде ублажено секако со благослов и знаење на духовниот отец, посебно за оние категории луѓе како што се бремени жени, дојлки, мајки со помали деца, стари изнемоштени лица, болни, лица кои што работат тешка физичка работа или чија што работа е поврзана со патување. Значи апелираме како се претходните пости, така и овие, значи да се обрне повеќе внимание на молитвата, на добрите дела, за размислувањето на Бога, нашиот однос кон Бога, односот кон нашите ближни, пред се да правиме добри дела, без разлика дали тоа ќе бидат од морален карактер, со советување, финансиски, значи се што ќе правиме, целиот наш пост треба да биде во слава на Бога. Што се однесува за земање причест, пак Арсовски додава дека во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓурги литургија се служи секој петок, недела и празник. Сите кои имаат благослов од духовникот и кои се подготвени може да земат причест после секоја литургија. Арсовски апелираше и до сите оние кои сакаат да идат на исповед, поради големата гужва за време на постите и со цел да се запази вистинската и целосна исповед, да не чекаат последниот ден, туку тоа да го сторат порано со претходен договор со духовникот. Инаку, денеска Светата православна црква си спомнува за светиот свештеномаченик и епископ Интерамниски Валентин, истиот оној кој под западно влијание се празнува на 14 февруари како ден на влюбените. Джихадистите ги користат пристаништата во Грција, Албанија, Црна Гора и Хрватска за да дојдат до Европа или да заминат за Сирија, каде се вклучуваат во редовите на Исламска држава. Ова го пишува италијанскиот весник Република и прецизира дека ги користат и италијанското пристаниште Бари за да дојдат до Дубровник, Хрватска. Поради оваа причина се земени дополнителни мерки за безбедност и контрола во Бари. Повеќекратно се зголемени полициските патроли и се врши проверка на максимален број патници околу Бари. Околу 3300 хектари вегетација изгореа шумските пожари кои веќе втор ден беснеат во Јужна Франција, соопштија светските агенции. 3 лица се повредени и имаат тешки изгореници. 20 пожарникари и 10 полицајци се затура со чад. Властите се плашат дека поради силните ветрови огнот може да опфати поголеми делови, објавија локалните власти. Еден од пожарите уништи 2500 хектари површина, а беше ставен под контрола во текот на ноќта во четвртокот близу Марсеј, северно од градот. 800 хектари изгореа во пристанишната зона Фос-сур-Мер. На вкупно 42 години затвор се осудени двајца турски државјани кои беа обвинети за рекорден шверц на кокаин во вредност од над 500 милиони фунти.
Судот во Глазгов го осуди Мумин Сахин, 47 години, на 22 години затворска казна, додека неговиот соработник Емин Озмен, 51 година, на 20 години затвор. Двајцата беа уапсени во април минатата година во Северно море, во реонот на шкотското пристаниште Абердин, кога нивниот брод Хамал беше запрен и претресе. На бродот полицијата пронајде 3,2 тони сокриен кокаин, што е најголемото количество шверцувана дрога откриена и конфискувана во Велика Британија. Второто коло во првата македонска фудбалска лига комплетно се игра утре. Сите средби со почеток во 17 часот и 30 минути. Дербито се игра во Скопје. Шампионот Вардар го пречекува тимот на Шкендија. Шкендија поради настапот во Европа лигата бараше одложување на средбата со Вардар, но од таборот на актуелниот шампион не било прифатено барањето на тетовскиот клуб. Правдата на дербито ќе ја дели нашиот интернационален судија Александар Ставрев. Двојките утре од 17:30 Вардар Шкендија, Шкупи Работнички, Пелистер Брегалница, Силекс Победа и Ренова Македонија Ѓорче Петров. Уште на првиот ден од надпреварите во атлетика соборен е светскиот рекорд на 10.000 метри, и тоа за цели 14 секунди, а за тоа се погрежи 24 годишната Ајана од Етиопија. Алма Сајана од Етиопија истрча перфектно на трката на 10.000 метри, со што го собори претходниот светски рекорд за неверојатни 14 секунди. Ајана е првата жена што успеала дурне светски рекорд на 10.000 метри на трка на Олимписките игри и супериорно го освои златниот медал. Ова беше само втора официјална трка на Ајана на делницата од 10.000 метри. Таа претходно триумфираше на националните квалификации во јуни. Се гледаме повторно во третиот дневник на Канал Плюс, до тогаш останете со нашата програма. Пријатно!